Ракометниот клуб Радовиш подоцна од предвиденото ги започна подготовките за новата сезона во Суперлигата, иако првично беше најавен старт на 5 август, истите започнаа на 12 август. Клубот веќе работи со двојник тренинг сесии со цел максимално да се искористи краткиот период за подготовки. Значи Рака Радовиш по ланскиот успех влезот во Суперлига, ги почнав подготовките во понеделникот. Со мало каснење и ќе се одвиваат во Радовиш. Значи од вторник почнавме со двојни тренинзи наутро и навечер, каде претежно се работи на кондициона припрема на играчите, пошто времето ни е многу кратко. Оваа недела ќе тренираме по 2 пати, а веќе од понеделник почнуваме со пријателски утакмици, каде имаме закажено 5 пријателски утакмици во текот на таа недела и до 31 август. Радовиш има неколку нови засилувања, а во следниот период ќе бидат промовирани уште неколку. Што при влезот во Суперлигата, наша цел беше да се задржи екипата која го направи тој успех, значи влезот во Суперлига. Дел од играчите остана, дел си замина, но поголемиот дел за наша радост се овде. И имаме нови засилувања, значи тројца играчи, Петар Стојановски од Голден-Арт, и Марко Стојанов, кој доаѓа од Бутел, значи бекови, и Славе Јанковски, лево крило, кој доаѓа од екипата исто така на Голден-Арт. Се работи, се договараат уште играчи, значи до крајот на неделата очекуваме уште 20-30 нови играчи кои Кратењето на Суперлигата го подига квалитетот во ракометната елита. Кратењето на самата лига, знаеме дека се подигна квалитетот, буџетите на екипите се драстично зголемија. Со исклучок на 7-8 екипи, значи остануваме ние 4-5 екипи кои ќе се бориме за опстанок. Нема што да бараме погоре, значи нашата цел оваа година е опстанок. Договорени се пријателски надпревар преку кој ќе се темпира формата за новата сезона. Радовишне ќе се тестираат со Кумано на 19 август, двоен тест со Бесинов на 22 и 24 август, а на 27 и 31 август со прволигаш од Младост Богданци. Добро, да, малце покусно од очекуваното, сочивме со некои проблеми. За среќа ги решивме и почнуваме една недела покусно од очекуваното. Најпрвично беше предвидено да почнеме 5 август. Поради некои сплетни околности го пролонгиравме за 12 август, точно изгубивме многу во таа недела. Да надокнадиме, ќе пробаме до почетокот на сезоната со двојни тренинг сесии, некој ден и тројник имаме, ќе видиме зависност од играчите, од нивниот замор. Поприлично дојдо и спремни. Радовиш има за цел да се избори за опстанок и да биде стабилен суперлигаш како што беше во минатото. Се надеваме на добар пласман, на добар успех, тоест нашата цел е опстанок во лигата. Ќе се враќаме, ќе целиме на тоа да обстанеме во лигата, бидејќи знаеме оваа година самото кратење на лигата останаа стварно многу квалитетни екипи. Биде многу тешко и за плейоф, а исто така и во плейаутот за осигурување на тој суперлигашки пласман. Ќе се бориме до крај. Радовиш во баражот го освоил Евроформ Пелистер 2 и се избори за експресно враќање во ракометната елита на Македонија.